Старите навики тешко се искоренуваат. Па така, градоначалниците на СДСМ во општина Центар, поддржани од власта на СДСМ, поточно Министерство за транспорт и врски плюс Министерство за финансии, зад очите на јавноста продолжуваат со старите навики. Откако пред будноста на целата јавност со детски и пинг-понг игри околу тоа кој има надлежност да ја стопира градбата на блакодерите кај Холидин, додека игра општина Центар и Министерство за транспорт и врски и си праќа меѓусебни писма, се започна бетонизација на платото пред Холидин. Во истиот стил, се разбира, истите актери од редовите на СДСМ продолжиле и понатаму. Повторно во општина Центар, овој пат спроти зградата на Нова Македонија, кон приватен инвеститор продава државно земјиште за сума од неверојатни 7 евра за метар квадратен, поточно смешни 438 денари за метар квадратен. За информација, на таа локација земјиште се продава и по многу повисока цена, а стамбен или деловен простор доаѓа до 2000 евра. Тука продаваат градежно земјиште за 7 евра по квадрат. На истава локација се планира изградба на деловен простор во висина од 15 ката. Значи 15 ката висина, која ќе помножиме со 2000 евра за метар квадратен, ќе дојдеме до вредност од 30.000 евра по квадрат, а општина Центар и Министерство за транспорт и врски дозволуваат продажба од само 7 евра за метар квадратен. Свесни се дека оваа продажба на државно земјиште би изгледала матна во очите на јавноста и затоа буквално во очи на Нова година, на 29 декември 2021 година, Министерството за финансии исклучува договор, односно носи решение со кој што се прифаќа барањето на инвеститорот за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост. На ова, на 2 октомври 2020 година, му претходи договор помеѓу градоначалникот на општина Центар Саша Богдановиќ со фирмата која што како инвеститор бара отоѓување на градежно земјиште во државна сопственост. Цената на оваа спогодба изнесува по 1 евро за метар квадратен. Од сите претходни наведени факти се поставуваат и логични сомнежи и прашања. Прво прашање. Дали во целава постапка за дооформување на градежно земјиште постои и сомнеж за незаконски действија? Второ прашање. Дали инвеститорот е свесен дека 7 евра е прениска цена за купување на така ултралуксузна локација, морал разликата од овие 7 евра до пазарна вредност некому и некаде да ја доплати? Главно прашање. Зашто градоначалниците на СДСМ од општина Центар и Министерството за транспорт и врски, криејќи се под превозот на нивните омилени термини, рамномерна урбанизација, урбано зеленило, мораториум на градење, дозволија да се случи огромна бетонизација на центарот на главниот град. Покрај бетонизација на платото пред Холидин, и ова за кој што денеска говорам, спроти зградата на Нова Македонија, ја подсетувам јавноста и за улица Козара во општина Центар, каде во куз временски рок никнаат десетина огромни згради. Истите скоро залепени една до друга или пак свртени една до друга. При тоа, истиве згради немаат никаква етичка градежна логика да бидат изградени. Најглавното прашање. Дали ова јавен интерес? Дали ова интерес на граѓаните на општина Центар и на Македонија или сепак се работи за личен и приватен интерес на некои поединци? И благодарам.